Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. И во денешното издание на Здравје со мене во студиото е мојот постојан соработник колега доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добро утро и добре дојдовте и ова издание на Здравје. Добро утро, добро ве најдов. За денеска се договоривме да зборуваме на тема пребиотици и пробиотици. Често слушаме за овие називи, дури некои производи се рекламираат и врз основа токму на овие називи, односно на пребиотици и пробиотици. Што представуваат сушност тие и колкава е нивната важност во организмот, значи дејството врз храната, варењето на храната и така натаму. Сето ова ќе го слушнеме во текот на денешното издание на Здравје. Ова е фактички на дополнување на претходната емисија. Да, така е, како втор дел. Втор дел, минатата емисија се осврнавме на овошјето и зеленчукот, дека се основен внес на пребиотици, рековме 5 на ден да се јадат 5 парчиња овошје. Но на почеток малку да попластично да објасниме што всушност значат пребиотиците. Така, важно е да се разграничат овие два термини, бидејќи всушност представуваат две сосема различни работи, а се многу често споменувани и пребиотиците и пробиотиците и еве како што спомнавте и вие, многу често се и предмет на рекламирање и на продажба на одредени производи благодарение на содржината токму на овие производи. Кога пред себе да речеме најнапред да зборуваме за пребиотиците, важно е да се даде еден сосема краток вовед дека нашиот дигестивен систем, значи нашиот гастроинтестинален тракт, така по-медицински, по-стручно кажано, е всушност исполнет со бактерии и со микроорганизми од различни видови. Так. И многу е важно тоа да се знае дека тие се составен дел од нашиот организам, ги нарекуваме така наречени добри бактерии, повеќето од нив се добри бактерии, иако подоцна ќе зборуваме за нив во детали, меѓутоа сосема накратко да речеме дека тие се битни од два аспекти. Прво, дека учествуваат во варењето на храната и произведуваат одредени нутриенти кои што му требаат на нашето тело, и второ, го завземаат просторот и не дозволуваат на нивно место да се развиваат лошите бактерии. И затоа е добро овие добри бактерии да се развиваат и да живеат. Кои се лоши, кои се добри? Да, подоцна секако ќе влеземе и повеќе во детали. Добрите бактерии се тие кои што се однесуваат неинвазивно во однос на нашето тело. Односно кои што не ослободуваат токсини, кои што не напаѓаат, кои што не го будат имуниот систем, значи кои што не предизвикуваат инфламација, односно воспаление, додека пак лошите се сите останати кои што за жал може да предизвикаат и многу тешки болести, со тоа што тоа најнапред може да почне со една диареја, велиме медицински, односно пролив, па се до многу покомплицирани состојби како што е и инвазија на зидот на цревото. Меѓутоа, тоа треба доволно е да се знае таа генерална подолба на добри, на добри и на лоши. Рано од сабајле слушателите. Така. Сега што е важно? Нашите црева се навистина голем простор. Ако земеме да ги така да речеме, да ги отвориме, не вака пластично да кажеме за да биде јасно за нашите слушатели, бидејќи нашите црева се со бразди, значи не е рамна така, површината, брановидно, така. И доколку сето тоа се отвори, испаѓа дека во секој човек просечно површината на цревата зема некаде од прилика како едно тениско игралиште. Можете да замислите колкав простор е тоа. И сето тоа е поплочено со еден слој клетки. Значи, само еден слој клетки е тоа што не дели од надворешната средина
внатре во цревата и остатокот од организмот. И зошто го спомнувам токму ова, бидејќи пребиотиците имаат многу важна улога. Здравието на тој единствен слој што го чува тој внатрешен простор, огромен простор, како што рековме, едно тениско игралиште. Здравието зависи на тој едноклеточен слој зависи од добрите бактерии. И тие добри бактерии всушност треба да бидат хранети самите на правилен начин со цел и тие да произведуваат материи кои што го штитат нашето тело. Со еден збор, храната за добрите бактерии се нарекува пребиотици. Така. Значи тоа се пребиотици. Тоа што ги храни добрите бактерии во нашето тело. Всушност пребиотиците се добрите бактерии. Пробиотици се Пробиотици. Самите бактерии носат така. назив пробиотици. А тоа што е храна за нив е пребиотици. Сега, минатата емисија зборувавме за овошето и за зеленчукот. Така, како да ги внесат пребиотиците? Овошето и зеленчукот, пребиотици всушност се растителните влакна. Колку повеќе ги има, толку е подобро. За жал, современата храна, која што е пред се од преработени производи, значи неколку пати преработувани производи, често пати ја губи таа содржина, ги губи токму растителните влакна. Тие се првата жртва на процесот на обработување. Затоа треба изворно да се консумира овошје и зеленчук секој ден, како што зборувавме на минатата емисија, со цел да се И да не се лупи овошјето и зеленчукот. По можност, бидејќи токму тука се тие таму најмногу ги има растителни влакна, односно пребиотиците. Така, и важно е кога ќе дојде таа храна за тие бактерии, тие, значи пребиотиците кои ќе бидат внесени, тогаш добрите бактерии може да просперираат, да живеат. Сега правена една многу интересна анализа. Например, кога во одреден дел од цревото заради хируршки зафат ќе се случи од точка А до точка Б во самото црево повеќе да не тече храна, односно фекална материја, така да речеме. Значи, што се случува доколку се исклучи протокот? За кратко време, доколку не е присутно ништо внатре, лекарите нашле дека почнува еден страотен процес на воспаление, на инфламација и цревото практично почнува да се уништува. Имуниот систем збеснува, да речеме, и почнува да го уништува сопственото црево. И тоа било многу интересно за научниците од аспект дека зошто, доколку не проаѓа фекална материја во одреден дел од цревото, тоа црево одеднаш веќе да станува нефункционално и да почнува да се распаѓа. Така. И најдено е дека токму всушност храната која што ја внесуваме ние ги храни добрите бактерии, а тие испуштаат една материја, масна киселина, бутират, која што има за цел и да ги храни тие клетки, тој едноклеточен слој кој што го поплочува целата таа површина, но не само да ги храни, туку тој бутират кој што го произведуваат добрите бактерии, така, всушност е сигнал за нашиот имун систем да отстапи, да не напаѓа. Така. И така нашето тело во цревата, каде што има огромен број, се пресметува дека некаде над 500 видови бактерии дека во секој момент живеат во нас, така нашето тело препознава дали се добри, дали се лоши. Односно, доколку има доволно високи нивоа... Природна селекција, и доколку има доволно високи нивоа на бутират, тогаш телото не напаѓа и не е агресивно и не започнува со така наречени воспалителни или инфламаторни процеси. Но дојде ли сигнал дека нема доволно бутират, телото тоа го разбира дека всушност преовладале лошите над добрите бактерии и почнува да уништува. Так. Ги пушта клетките и тогаш од брамбениот се влошува здравието и тоа може на луѓето во таква ситуација. Да. Замислено е да биде како одбранбен механизам, бидејќи нашето тело знае дека мора да ги штити добрите, а да ги уништува лошите бактерии во цревата. И затоа кога ќе дојде, ако не се зема доволно, да речеме, ако не се земаат доволно растителни влакна, тогаш може да нема храна за добрите бактерии, да падне нивниот број, да падне нивото на бутират во телото и тогаш одеднаш веќе имуниот систем и во навиду мирна состојба да почне бурно да реагира и да дојде до чести проливи, до чести проблеми со дигестивниот систем кај тие луѓе што не внесуваат доволно растителни влакна.
Слушнавме за пребиотиците, сега ќе одиме со кратка пауза за реклами, па подоцна ќе се осврнеме и на пробиотиците и како всушност да ги внесуваме и пребиотиците и пробиотиците, што најмногу да јадеме за да ги имаме овие пребиотиците и пробиотиците во организмот. Одиме со реклами. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија и овој понеделник во Здравје мојот колега и соработник Александар Митов, доктор, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Со доктор Митов во денешното издание на Здравје зборуваме за пребиотиците и пробиотиците, односно како често слушани имиња, како делуваат врз нашето здравје, односно што му прават на организмот. Во првиот дел расчистивме за пребиотиците, за материите всушност пребиотици, а сега да слушнеме доктор Митов што значат пробиотиците и колку е добро да ги внесуваме и како да ги внесуваме во организмот. Пробиотици всушност се микроорганизми кои што во најголем дел се бактерии, така да можеме да ги именуваме како добрите бактерии кои што му требаат на нашиот дигестивен систем. Тие природно се наоѓаат во нашиот дигестивен систем. Значи, детето уште кога е бебе, да речеме, уште во првите часови после пораѓањето започнува тој процес на колонизација на дигестивниот тракт, кога започнува да се развива таа нормална микрофлора и кога почнува да се развива еден живот внатре во нас на добрите бактерии. И кажавме колку се важни за неколку групи на витамини кои што тие ги произведуваат, Б витамин, К, фолат, потоа за баланс на имуниот систем. Значи многу важни се тие бактерии, да не навлегуваме. Само би кажал дека станува збор за две големи групи, тоа се лактобацилус и бифидобактериите. Значи тоа се две големи групи кои што се присутни, иако има и многу повеќе, но тоа се двете поголеми категории и треба да се знае дека не само тоа што еве ги има нормално, туку може да бидат внесени дополнително и преку исхраната. Така. Значи, дали се користат и како суплементи овие бактерии, да ги спомнеме, пробиотици? Веќе се бактерии, да. Пробиотиците се бактерии. Да, и дали може да помогнат во лекување на одредени заболувања? Така. Станува збор веќе за материи кои што за живи организми кои што може да се применуваат и како терапија. Односно, кај одредени заболувања, науката веќе има цврсти докази, иако се уште може би да речеме дека има одредени недоречености, но веќе се повеќе и повеќе се јавуваат докази дека има место во терапијата на одредени заболувања токму за пробиотиците. Во прв план, посебно заболувања на дигестивниот тракт пред се, во прв план би зборувал за така наречените инфективни диареи, односно кога имаме диареја од било која причина, се смета дека треба да се внесуваат пробиотици редовно. Значи, штом човек има пролив, вака да поедноставиме, се препорачува земање на пробиотици. Зошто? Бидејќи бактериите се губат преку проливот и доаѓа до рушење на балансот. Преку храна ли да ги земаат? Да, или дополнително? Значи, доволно ли, во кој вид на храна? Значи, обично, што да јадат слушателите доколку имаат проблеми со стомакот? Од храна, со диареја, односно. Така, од храна најбогати извори се јогурт и кефир. Так. Да речеме, од аспект на храна, но тогаш во вакви ситуации може и како суплементи, како апчиња, да речеме, како капсули. Доколку станува збор за диареја. Да, доколку веќе и... станува збор за инфективна диареја, тогаш може да се земаат дефинитивно и така и се препорачува да се земаат на тој начин. Тоа е прв момент. Втор момент кога се препорачуваат е доколку се земаат антибиотици.
бидејќи земањето на антибиотици, особено антибиотици со широк спектар, може исто така да доведе до диареја. Ако направи дисбаланс, ако направи дисбаланс внатре во цревата, значи тоа е вториот момент кога треба да се земаат како суплементи пробиотиците. Потоа доколку имаат така наречен паралелно, значи и антибиотик и пробиотик, во форма на апчење или пастили. Со другата терапија и со исхраната дополнително треба да се внесуваат и пробиотиците како суплементи. Потоа кај синдромот на иритативно црево, значи на вознемирени црева, има пациентите кои што го имаат тој проблем, го знаат тоа. И кај другите воспалителни болести на цревата за кои што еднаш посветивме и цела емисија. Така да тоа се 4 категории на болести каде што пробиотиците се редовно ја придружуваат останатата терапија. Значи треба да се земаат заедно со останатата терапија. Значи јогурт и кефир, јогурт и кефир се природните извори. Малку е несвојствено и некарактеристично во случај на диареја. Луѓето често избегнуваат да пијат јогурт и такви ствари. Тоа веќе тоа се предрасуди, да речеме, меѓутоа јогуртот дефинитивно е богат извор на пробиотиците кои што придонесува за стабилизирање на флората. Од тука е битно да се консумира, но интересно е и тоа што е најдено дека кај одредени состојби кои што се навидум целосно неповрзани со дигестивниот систем, како на пример екцем кој што се наоѓа на кожата на пример, или кај уринарни инфекции, или кај вагинални инфекции, или општо земено кај алергии, кај навидум неповрзани состојби кои што сите што ги спомнав не се врзани со дигестивниот систем, постојат сега веќе научни студии кои што покажуваат дека балансираната флора во нашите црева, односно доминација на добрите бактерии, всушност придонесува за севкупно здравје на нашето тело. Така да таа тема не е затворена. Ќе продолжиме. За пробиотиците ќе се проучува уште долго време и мислам дека се повеќе и повеќе ќе расте нивната важност во човековото здравје. Секако сите новини ќе ги презентираме и на нашите слушатели. Со задоволство. Ви благодарам за овие корисни информации. Ви благодарам јас. Доколку имаат проблеми со стомакот, само да пијат јогурт, значи да нема предрасуди. Интересен и секојдневен практичен совет. Ви благодарам уште еднаш, доктор Митов. Ви благодарам вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Владимир Дамјановски. Денеска сме понеделник, 21 март 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.